Утрински стихови од Библијата. 1 август. Исповедајте си ги гревовите еден на друг. И така, исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да оздравите. Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Јаков 5:16. Доколку сте навредиле некој ваш пријател или сосед, вие треба да ја признаете својата грешка, а негова должност е слободно да ви прости. Потоа треба да побарате прошка од Бога, затоа што братот што сте го повредиле е Божја собственост, па повредувајќи го него, сте сгрешиле против неговиот Творец и Откупител. Случајот воопшто не се изнесува пред свештеник, туку пред единствениот вистински посредник, нашиот голем првосвештеник, кој бил искушуван во се како нас, освен гревот, и кој сочувствува во нашите слабости и може да не очисти од секоја дамка на беззаконие. Вистинското признавање секогаш има специфичен карактер и признава конкретни гревови. Тие може да се од таква природа што треба да се изнесат само пред Бога. Може да се грешки кои треба да се признаат пред поединци кои биле повредени со нив. Или пак може да бидат од општ карактер и треба да се искажат пред заедницата. Но секое признавање треба да биде јасно и конкретно, признавајќи ги токму оние гревови за кои сме виновни. Признавањето нема да биде прифатливо за Бога без искрено покаяние и реформа. Мора да настанат решителни промени во животот. Се што е навредливо, мора да настанат решителни промени во животот. Се што е навредливо за Бога, мора да се отфрли. Тоа ќе дојде како резултат на искрено жалење поради гревот.